Добро вечер, почитувани гледачи, во последното издание на Дневникот на К3 за денеска гледате. Блокадата на депонијата Краста ставена во мирување. Решение ќе се бара на средбата на жителите на Пчиња со министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Мерките за вработување ги даваат очекуваните резултати, невработеноста се намалува. Турција одлучи нема да испраќа војници во Северен Ирак. Се реконструира играчкиот состав на кошаркарскиот клуб Куманово. За повеќе информации бидете со нас и по рекламите. Започнуваме за кратко. Добро вечер. Трет дневник на К3. Сиде 29 новините за тероризам во Кумановското диво населје. Денеска пред Советот од судии во Основниот суд во Скопје 1 се изјаснија дека се невини по обвинителниот акт, според кој што на 9 и 10 мај годинава учествувале во нападот врз македонската полиција. Обвинетите истакнаа дека не се чувствуваат виновни за делото тероризам. Како и да е, според обвинението, вечерта на 9 мај припадниците на единицата за специјални задачи постапувале на судска наредба за вршење на претрес со цел да ги лишат од слобода лицата инволвирани во инцидентот во полициската станица Гошинце. Приближувајќи се кон објектот каде требало да извршат претрес, вооружената група фрлила рачна бомба кон полицајците. Потоа пукале со автоматско оружје и снајпери, а борбите траеле цела вечер и наредниот ден. Вечерта голем дел од групата биле приведени, а 18 од нив носеле униформи на УЧК. Обвинителството тврди дека обвинетите со посебни истражни мерки биле следени од 23 април до 8 мај пред инцидентите. Обвинителството поседувало докази од биолошки траги, кои што докажувале и дека обвинетите учествувале во нападот во Гошинце и Куманово, а имале криминално досие и на Косово. Во судот беа водачите на група Сами Укшими, командант Соколи и Мухамед Красничик, потоа командант Малишева, додека другите двајца водачи Бегриза и Мирсејд Недреце загинаа во борбите. Одбраната на обвинетите за тероризам побара изземање на обвинителот на јавно обвинителство за организиран криминал и корупција и предметот да го преземе специјалното обвинителство и Катица Јанева. Во инцидентите во Куманово загинаа 8 полицајци и 10 припадници на вооружената група терористи. Блокадата на депонијата Краста од вчера напладне е ставена во мирување, информираат од местната заедница во селото Пчиња. Жителите во Петрокот ја блокираат депонијата со барање да се реализираат проектите за изградба на канализација и водовод за селото и депонијата подобро да се менаџира, да се огради и да се направи влез од другата страна. Жителите на местната заедница Пчиња денеска ја ставија во мирување блокадата на патниот правец Куманово Пчиња, така што камионите на јавното предпријатие Чистота и зеленило непречено го депонираат сметот на Краста. Одлуката за деблокадата е донесена по средбата на жителите на Пчиња со надлежните од општината и од комуналното предпријатие Чистота и зеленило. Предпријатието се обврзало да изгради излез на другата страна од депонијата. Во очекување на средбата и исходот од неа во Министерството за транспорт и врски, овој четврток блокадата ќе биде ставена во мирување. Од местната заедница Пчиња нагласија дека доколку на средбата не се најде заеднички интерес, тогаш блокадата повторно ќе биде активирана. Имавме средба со градоначалникот и директорот на јавно предпријатие Чистота и зеленило и се договоривме блокадата да ја ставиме во мирување, за тоа што ЈП Чистота и зеленило се обврза членот 6 од меморандумот за соработка да го исполни, а тоа е да се направи пат за влез во депонијата од западната страна. Исто така и со градоначалникот се договоривме да направи средба со министерот за транспорт и врски, да имаме заедничка средба и да се отпочне со реализирање на проектот за водовод, доколку не најдеме заеднички интерес и решение за овие проблеми што ги имаме. Блокадата ќе ја ставиме, ќе ја активираме и ќе ги блокираме пак камионите на ЈП Чистота и зеленило. Најмалку посакуваме да се случи тоа. Веруваме дека и самиот градоначалник ќе има слух за нас као местно население од Пчиња и веруваме дека ќе најдеме заедничко за да не дојде до тоа да не сносат последици и самите граѓани на општина Куманово да не гледат џубре пред своите згради и пред своите куќи.
Директорот на јавното предпријатие Чистота и зеленило Петрушевски потврди дека непречено се депонира смитот и дека на дневна основа изнесени се 15 камиони со смет на депонијата. Петрушевски нагласи дека во процедура и барање за изградба на помошен влез на депонијата. Предходните денови жителите на Пчиња го блокираа патниот правец и не ги пропуштаа камионите со смет на комуналното предпријатие, барајќи изградба на водоводна и канализациона мрежа и почитување на одредбите од меморандумот за соработка, склучен со тогашниот и сегашниот градоначалник на Куманово пред 7 години. Жителите истакнаа дека поради немањето водовод го загрозуваат здравјето, пиејќи вода од сопствени извори, за која кажаа дека е загадена од подземните води на депонијата Краста, за што потенцираа извршени се лабораториски испитувања, кои покажале дека водата не е за пиење ниту за техничка употреба. Како дел од проектот за подобрување на општинските услуги, општина Кратово обезбеди финансиски средства за реализација на подпроектот изградба на зелен пазар во Кратово. Изградбата ќе биде финансирана со заем од Светска банка. Граѓаните на Кратово ќе добијат нов зелен пазар. Во рамки на проектните активности за подобрување на општинските услуги, предвидено е во следните 9 месеци да биде имплементиран подпроектот за изградба на нов зелен пазар. Проектот опфаќа комплетна изградба на нов функционален и модерен пазар, а продавањето на производите согласно стандардите ќе биде распоредено во зависност од трајноста и типот на производите. Една од најзначајните придобивки од овој проект ќе бидат подобрените санитарни и хигиенски услови за корисниците на објектот, велат одговорните. Исто така, изградбата и поврзувањето на објектот до инфраструктурната мрежа на градот и регулирањето на сообраќајот се едни од придобивките. Со планираната изградба на систем за водоснабдување и доведување вода, ќе се овозможи изградба на тоалети за трговците и посетителите во посебен дел од објектот. Посетителите ќе ги користат двата влеза на страната на улицата, а испараката на производите ќе биде решена преку контролирани влезови и излази. Мигранти кои се превезувале со такси возило на Гевгеличанец утрово се запрени кај обиколницата на Табановци и се задржани во полиција поради постоење основано сомнение дека патувале со фалсификувани документи. Полицијата нагласува дека гевгелискиот таксист превезувал 6 мигранти од Гевгелија до граничниот премин Табановци. Лицата биле со потврди за искажана намера за право на азил, издадени во Гевгелија, а во документите од Грција пишувало дека се од Ирак и Авганистан, додека во македонските оти се од Сирија. Приведени се во секторот за внатрешни работи во Куманово. Како што информира регионалниот центар за управување со кризи Куманово, во транзитниот центар Табановци се работи на проширување на 600 квадрати и подготовка за прифат на 14 контейнери наменети за мајки со деца и на оградување на патот до границата кон Србија. Во изминатите 24 часа тимовите на итна медицинска помош не пружиле здравствена заштита на мигранти, соопштува регионалниот центар за управување со кризи во дневниот извештај за транзитниот бегалски центар на Табановце. Екипите на јавната здравствена установа Куманово во текот на изминатите 24 часа од страна на дезинфекција, дератизација и дезинсекција извршиле дезинфекција на 6 вагони на површина од 1200 метри квадратни, како и дезинфекција на просторот и објектите во пунктот за помош на мигранти на површина од 1000 метри квадратни. Како што информира регионалниот центар за управување со кризи Куманово, во транзитниот центар Табановце се работи на проширување на 600 квадрати и припрема за прифат на 14 контейнери наменети за мајки со деца. Се работи на надворешно и внатрешно таблирање на електрична енергија, приклучок до трафостаницата во делот каде што се поставени 3 шатори и полицискиот контейнер на излезот на кампот. Се работи на заградување со столбови и мрежа на тампонираниот пат од 620 метри до границата со Србија. Крива Паланка ќе издвои 10,5 милиони денари за програмата за локален економски развој за 2016, со кои што ќе бидат реализирани и развојните приоритети на општината. Програмата ќе имплементира одделението за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија со релевантните одделенија од општината. Поддршката на локалниот економски развој се реализира со безмалку 7 милиони денари преку
подготовка на проекти согласно стратешките документи и годишните програми на општината како подготовка на апликации за престанко средство од един со новите државни институции и други донатори, како и учество на обуки, семинари и работилници. Имплементација на проекти што предвидува сопствено учество на општината при аплицирање и реализација на проектите од европските фондови и регионални проекти во рамките на Центарот за регионален развој на Североисточниот плански регион, согласно Законот за равномерен регионален развој. За оваа ставка се издвоени 6 милиони денари. За меѓуопштинска и меѓународна соработка се планира да бидат потрошени околу 800.000 денари, со кои ќе се пошири мрежата на соработка со нови општини од регионот, кои пак ќе имплементираат заеднички проекти. Додека на полето на меѓународната соработка ќе биде подлагочена во успоставената соработка со соседните градови и ќе се пошири соработка со нови партнери. Подигнувањето на развојот на туризмот во Крива Паланка ќе се финансира со 1.330.000 денари, а ќе се насочи кон создавање соодветни услови за искористување на конкурентните предности и дефинирање на туристичката понуда и производи, што ќе се постигне преку представување на општината на домашни и меѓународни сајми, организирање промотивни настани од различни области со цел подобрување на условите за понатамошен развој на туризмот, поставување на средишници за одморање на локалниот патен правец Крива Паланка Калин Камен, кои што ќе се инвестираат 730.000 денари. Со програмата за локални економски развој за следната година се предвидува и поддршка на невладиниот сектор од Крива Паланка. Општината ќе искористи средства за изготвување на стратешки документи за рурален развој, информатичка технологија и енергетска ефикасност. Јавниот градски превоз за голем број на граѓани на Куманово и жителите на околните села е основно превозно средство преку кое се превезуваат до централното градско подрачје. Зголемен е бројот на патниците кои што го користат автобускиот превоз со намалената цена на превозот за 50% или 10 денари. Единственото барање кое го имаат е да се воведе бесплатен превоз за пензионерите барем на еден ден во неделата. Приватните автобуски компании Оли Травел и Оцо Турс, Штус и Глобус се задолжени за јавниот градски превоз за централното градско подрачје и за околните села. Овие компании дозволата да раководат со јавниот превоз ја добија во 2011 година со важност од 5 години. Автобусите сообраќаат на 32 градски и приградски линии во вториот град по големина во земјава. Патниците се задоволни од намалувањето на цената на јавниот градски превоз за 50% или 10 денари и велат дека ова требаше многу порано да се реализира. Недостиг гледаат во редовноста на автобуските линии кои возат за околните села и да се воведе бесплатен превоз за пензионерите барем еден ден во неделата. Треба да одат со автобус да иде редовно, да. Ако не се оди со автобус, нема да го има автобусот, треба да има се со такси, поише да плаќаме и така. За 10 денара те вози на тоа, нема проблем, убаво е. Што мислите за оние кои што возат еве такси, кои што превезуваат? Ништо не може да мисли, ја дека си барат они нино чаре што може. Се вози со автобус кај е намалена карта, бигино. Не мора да чекам такси, и да чекам со автобус, како нормално. И што мислите, каде сте побезбедни, дали во такси или во автобус? Во автобус. Автобус да има многу е поубаво. Ние живиме во Шубликаме. И комбе доваѓа, се валя во 7 па вечер во 3. Цел ден и мораме да идеме с такси. Ама кај нас не се намалени до Шубликаме. Така, но разликата нели со такси и со автобус е многу голема? Голема. И па немаме ни автобуси се валени, кажак, имате само понеделник, четвртак и сабота. И мораш да платиш такса, па како сака нека. Па нормално да е тој добро, мислам, јас сум пензионер и е фина работа. А до кога ќе трае тоа не знаеме. Али би требало, како што е во Скопје за нас пензионери, да биде бесплатно, барем 2 пати неделно или зависи како е во Скопје, така и кај нас да биде. Па веројатно подобро е сваки иде с автобус, никој не иде с такси. Подобро е, сигурно, за сви граѓани, не само за нас. Многу е подобро. Во однос на такси, нели превозот е многу поскап, така? Па поскап е, многу. Кој е дупло возе они 30 денара, 20-30. Возе се веќе 10 денара, многу е боле. Сваки иде с автобус. Ја гледам дека са валење од Добрашани иду. Пун автобус, а накој немаш автобус, си иде с такси. Подобро е тоа што е 10 денара. Иначе диви таксисти сака со тоа да ги сузбије, да не зима пари на овие што се регистрирани.
ама они па никој неќе ни со регистрирани таксисти да иде. Ја плен кој има итну работа. И возачите на автобусите се задоволни с големениот број на патници, велат дека има по 2 автобуси кои возат во исто време на иста линија. Се со цел за да се намали гужвата во автобусите и да се зголеми безбедноста на патниците. Патниците се зголемени, значи доволен број. Меѓутоа има уште што се возат со приватни авто. Значи ми намалиме го цену за да се возим с нас за да ги удоволнимо, меѓутоа има још што не почитува и се вози паздиви таксисти. По 2 автобуса пошто има, значи нормално да се вози за да не се гужва. 2 автобуса во исто време иде, али они па ипак ни бегав. Патници има. Пошто дивите таксисти не возат за 10 денари. Да. Задоволни сте еве сега што патниците се возат со вас? Да. Дозволите за вршење на градскиот линиски превоз беа дадени во 2011 година со обврска да инвестираат во развојот на градскиот сообраќај, со поставување на покриени автобуски постојки, со карта на линијата каде се одвива сообраќајот и да обезбедат бесплатен превоз еден ден во неделата за пензионерите. И годинава средното општинско училиште Ѓорче Петров од Крива Паланка зеде учество на државниот надпревар за стручни училишта од машинска сообраќајна и електрострука. Едно од првите 3 високи места годинава му припадна на еден од кривопаланечките средношколци на ученикот Благојче Цветановски од машинска струка. Ученикот Благојче Цветановски од машинска струка од Кривопаланичката гимназија е трето пласиран на годинишниот државен надпревар по стручни предмети во категорија на машинска, електро и сообраќајна струка, кој се одржа под мотото Лидер на струка. Ученикот ги покажа своите знаења во теоретскиот дел како и вештините во практичната задача, која се состоеше од машинска и рачна изработка на уред според нацрт технички план. Успехот е дотолку позначен бидејќи кривопаланичките средношколци од стручните насоки се многу помалку бројни во споредба со другите стручни образовни центри во земјава, смета професорот Горан Тричковски. Ние учествувавме со еден ученик, и тоа ученикот Цветановски Благојче, кој од оправдани причини не е тука, да му се заблагодариме што по втор пат успешно не промовира, бидејќи лани освои трето место од друг карактер. Државен надпревар, сега лидер на струка, значи лани трето место, ова година лидер на струка, повторно трето место. Теоретскиот дел се состоеше од задачи од сите стручни предмети од прва, втора и трета година, а практичниот дел, значи изработка на одреден предмет во работилница. Значи, бидејќи се состоеше од повеќе предмети, ова е заслуга, да ги напомнам, и професорите ментори од нашата струка, значи не е само моја заслуга, туку на сите. Успехот, можеме да кажеме, е дотолку позначен, затоа што овде ние се надпреваруваме како една истурена паралелка, а другите се огромни центри, машински центар, електро или сообраќајен центар. Значи ние во секоја струка имаме по една паралелка, така да немаме многу ученици, обично се наоѓаат по еден или двајца ученици што се заинтересирани. Истиот ученик минатата година беше еден од најдобрите тројца на државното надпреварување, а во насока на подобрување на практичните знаења на учениците од стручните насоки, одговорните континуирано го унапредуваат образовниот процес. Освен видео презентации во теоретскиот дел, во практичниот дел е овозможена соработка со компании од струката, каде на терен се применува наученото. Да се интересираат за некои работи преку одредени презентации, така да и ние имаме нешто подобар начин на презентација на материјата што ја предаваме, можем да кажем дека во последно време се заинтересирани, а и во практичен дел, затоа што овде располагаме со некои машини, па е да речеме од трет степен автомеханичари, сега практичната настава се изведува и во соработка со некои фирми, да речеме, обуката се изведува и во Пролетер, така да учениците помагаат, учествуваат во поправка на некои механички делови, активно се вклучуваат во работата. Утре 8 декември е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија. Согласно законот на празниците во земјава, денот на Свети Климент Охридски е ден кога се слави името на македонскиот светец и еден од учениците на браќата Кирил и Методи. Во негова чест се именувани голем број на училишта во држава.
Активните мерки за вработување ги даваат очекуваните успеси. Тоа го потврдуваат и статистички податоци според кои проектот Македонија вработува. За 7 месеци вработил 10.100 лица во 6.750 компании низ земјава. Проектот се покажа како повеќе од ефективен сметаат и надлежните и познавачите на македонскиот пазар на труд. Активните мерки за вработување на владата ги даваат очекуваните резултати. Многу сум задоволен од овој проект. Нашата цел е да се зголеми бројот на вработувања. Бројката расте секој ден. Луѓето ги користат и доаѓаат до свое вработување, а значајно што и компаниите добиваат многу, затоа што има многу поволности за нив, изјави вчера премиерот Никола Груевски. Самата бројка покажува дека резултатите од активните мерки за вработување се повеќе од позитивни. Корисни се и за самите работодавачи, затоа што им носи материјална заштеда, а додека пак невработените лица добиваат работно место. Со тоа стапката на невработеност се намалува, а пак компаниите имаат стимул и можност да го напредат својот бизнис. Мерките се разновидни и вклучуваат широк диапазон на можности и групи на лица кои подолго време се невработени. Станува збор за вработување на лица кои се од различни ранливи категории или млади лица, стечајци, бранители, самохрани родители, деца без родители, еднородителски семејства, лица на возраст над 50 години и над 58 години со посебни поволности, лица кои над 10 години немале вработување и слично. Според структурата на вработените, компаниите со помош на активните мерки најмногу вработуваат млади лица на возраст од 16 до 35 години. Се повеќе се вработуваат и млади лица до 29 години. Интересно е тоа што компаниите имаат интереси за постари поискусни работници од над 50 години. Мерките за вработување од Македонија вработува ги користат компаниите низ цела Македонија, но најмногу се сконцентрирани во Скопје, Тетово, Гостивар, Струмица и Прилеп. Според надлежните покрај намалување на невработеноста, овој проект има за цел и да им помогне на македонските компании да ги намалат трошоците за отворање нови работни места, за проширување на нивниот бизнис, да ги намалат трошоците за исплата на плати и придонеси за секое ново вработено лице и да ги пренаменат за развој на нивниот бизнис. Така, над 90% од компаниите кои ги користат активните мерки за вработување се микро и мали бизниси. Турција соопшти дека нема да испраќа повеќе војници во Северен Ирак, откако Багдад се закани дека ќе бара во Обединетите нации Анкара да ја повлече армијата. Вести од светот. Турција соопшти дека нема да испраќа повеќе војници во Северен Ирак во близина на Мосул, која е под контрола на Исламска држава, откако Багдад се закани дека ќе бара од Обединети нации Анкара да ја повлече армијата. Турција во четвртокот распореди стотици војници во близина на Мосул, тврдејќи дека тоа е рутинска ротација на програмата за обука. Официјален Багдад и даде рок од 48 часа на Турција да ги повлече војниците, кои незаконски влегле на ирачката територија. Ако војниците не бидат повлечени за 48 часа, Ирак ќе го искористи правото да превземе мерки, вклучително и да се обрати до Советот за безбедност на Обединетите нации, изјави ирачкиот премиер Хајдер Ал-Абади. Опозицијската коалиција за демократско единство победи на парламентарните избори во Венецуела, информираа светските агенции, повикувајќи се на уште нецелосните резултати соопштени од Централната изборна комисија. Во парламентот опозицијата ќе има 99 места, а единствената социјалистичка партија на Венецуела 46 места. Се очекуваат резултатите од уште некои места во кои натаму се бројат гласовите, но тие нема суштински да го сменат распоредот на силите. За прв пат во последните 16 години политичките опоненти на чавистите, следбениците на починатиот претседател Уго Чавес, го освојуваат мнозинството во законодавниот дом. Поради новото големо атмосферско загадување во Пекинг, училиштата во следните 3 дена ги откажуваат сите во наставни активности, информираа кинеските медиуми. Во наставни активности нема да има во детски градинки, основни и средни училишта. Температурите на воздухот во Пекинг во зимскиот период се движат околу нулата, па и пониско. На почетокот на неделата над градот падна густ белузлав смог, проследен со остар мирис на чад, што забележливо ја намали видливоста. Според Светската здравствена организација, нивната концентрација не треба да надминува 25 микрограми на кубен метар во едно деноноќие. Американската амбасада во Пекинг измери 287 микрограми честички на кубен метар, што е 12 пати над препорачаниот плафон на Светската здравствена организација. Ангажманот на Урош Луковиќ во редовите на кошаркарскиот клуб Куманово заврши, српскиот играч си заминува од клубот, а според информациите на управата доаѓа Ненад Мишановиќ.
Дефинитивно Урош Луковиц си заминува од Куманово, на негово место управата најде замена во српскиот играч Ненад Мишановиќ, висок 217 см, кој минатата сезона играше во Полска и во некои други екипи. Исто така ангажиран е и познатиот македонски кошаркар Никола Караколев. По кратката авантура во второлигашот Шкупи, искусниот кошаркар се договори со Куманово и тој го одработи првиот тренинг. Дебито во кумановскиот дрес ќе го има в среда против МЗТ Скопје Аеродром, во кој најмногу се афирмираше. Караколев спогодбено го раскина договорот со Шкупи. Иако Вукашин Мандиќ го раскина договорот со КК Куманово, сепак новонастанатата состојба ја принуди управата повторно да го врати во екипата, што значи дека до крајот на сезоната ќе го носи дресот на синобелите. По новогодишните празници Куманово ќе остане без еден многу важен кошаркар, а тоа е американецот Инграм, кој поради семејни причини ќе се врати во Америка. Со овие промени играчкиот кадар е подготвен за пролетниот дел од сезоната, а досега во тимот Новајлиите Трајковски, Симоновски, Мишановиќ и Караколев ќе треба да ја оправдаат довербата на љубителите на кошарката во градот. Викендов со 2 заостанати надпревара беше спуштена завесата на првиот дел од сезоната во меѓуопштинската фудбалска лига. Како досега и двата заостанати дуела на Осогово понудија многу возбуда. Погодоци мајстори. Во саботата Руен славеше против Осогово со 3-1, додека во неделата Премиер успеа да победи со 3-0. Уште еднаш талентот и полетноста на младите беа нерешлива загадка за поискусниот, многу победен ривал. Не дека не се обидуваа, меѓутоа фудбалерите на Осогово едноставно не можеа повеќе против поискусните и надежите. Со ова актуелниот шампион Конопница ќе биде на првото место во текот на зимската пауза со максимален ефект, додека на втората позиција се пласираа фудбалерите од Премиер со еден загубен надпревар досега. Се на се, одличен финиш на годинашната половина од фудбалските возбудувања од меѓуопштинската лига, па уште од сега со нетрпение го очекуваме продолжението од надпреварувањето. Како што велат самите организатори, интересот како на фудбалските ентузијасти, така и на публиката не само што задоволува, туку е мотив повеќе за понатамошно ангажирање на ова поле. Уште еднаш се докаже дека Крива Паланка има фудбалска публика и потреба од интересни надпревари. Алеш Пипан се збогува со тренерската функција на МЗТ Скопје Аеродром по остварувањата во АБА лигата и по вчерашниот пораз од СДВ-та, стратегот денес и поднесе оставка. Како што веќе најави на вчерашната пресконференција по поразот од СДВ-та во рамките на регионалната АБА лига, Алеш Пипан денеска официјално си поднесе оставка на тренерската функција во МЗТ Скопје. Словеничкиот стратег со кој актуелниот првак во домашното првенство освои 2 титули 2013-2014, свесен за резултатската криза и лошата серија од 6 порази во низа во јадранското надпреварување, најави дека ќе има промени во редовите на МЗТ во ростерот кој веќе започна со заминувањето на Марко Симоновски. Како следна дестинација на сега веќе екс-кориларот се споменува Злато Рок Лашко. Пипан веќе 3 пати беше шеф на стручниот штаб на словеничкиот тим. Од 1996 до 2000 година го предводеше составот во Евролигата, а во 2004 година го освои словеничкиот куп. Предводникот на македонската репрезентација и член на Барселона Кирил Лазаров по одличниот надпревар против Киелце, на кој постигна 12 гола, се најде во недобрите 7 на 10-тото коло од Лигата на шампионите. Барселона си го доведе во прашање и првото место во групата откако загуби на домашен терен од разиграниот тим на Киелце, а овој надпревар беше само добра потврда дека нема и непобедлив тим во Лигата на шампионите. Токму на овој дуел најдобар поединец беше нашиот Кирил Лазаров, кој за жал не можеше доволно да им се израдува на своите 12 погодоци поради поразот на каталонците, за разлика од минатата сезона кога беше неправедно изоставен во неколку рунди. Овој пат луѓето од ДХФ го вклучија македонскиот шампион во тимот на 10-тото коло во Лигата на шампионите, во кој што уште се најдоа и Тиери Омеер и Даниел Нарсис од Пари Сен-Жермен, Дејан Бомбач од Пик Сегет, Андре Лимбое од Елверум, искусниот Растко Стојковиќ од Мешков Брест и Ајмен Туми од Монпелје. Рожер Федерер ќе го брка своето прво олимписко злато во поединечна конкуренција на летните игри кои ќе се одржат во Рио де Жанеиро, а покрај ова реномираните швајцарски медиуми пренесуваат дека големиот маестро ќе учествува и во мешани двојки, каде ќе го сочинува Дрим тимот во друштво на Мартина Хингис. Легендарната швајцарска тенисерка даде одличен предлог, таа и Федерер да ја представува татковината на големото случување, која е на програмата во 2016 година. А според информациите, светскиот рекет број 3 прифатил поканата да тргне во офанзива, но уште еден медал кој го нема освоено. Golden State е најдобар тим во НБА лигата во овој момент, а популарните војни го докажуваат тоа на секој одигран надпревар во најсилната лига во светот. Ова утро нова жртва на Стеф Кари и пријателите беше тимот на Бруклин Нетс,
кој се претвори во 22-та сезонска жртва на Голден Стейт од стартот на сезоната по поразот од 114-98. Неверојатниот Кари имаше уште една брилијантна партија, забележувајќи 28 поени, а одлични беа и Грин и Томпсон, кои уфрлија по 22 и 21 поен. Од другите надпревари во НБА лигата интересно беше во Мемфис, каде домакините на крајно спектакуларен начин стигнаа до минимална победа против Феникс. Гризите изведува феноменална акција со звукот на сирената, а херој на вечерта беше Джеф Грин, кој со цепелин донесе голема радост меѓу домашните навивачи. Славија и Далас, Оклахома Сити, Детройт. Времето во Македонија облачно, по котлините со магла и слаб ветер од северен правец. Метео. Тоа беше се во ова издание на Дневникот. Останете со програмата на К3. Пријатна вечер.